неколку работи мене што ме движат. Прво, да си ја сакаш работата што ја работиш. Второто, да веруваш во себе, исклучително важно. И мене оно што најмногу ме држи на мои 52 години да си го чувам детето во себе. Ако тие, јас ја викам златна тројка, ако се присутни секој ден, нема момент да не бидеш успешен. За да се биде добар наставник, ова се трите работи потребни за тоа, вели Иле Михајловски од Свети Николе, кој неодамна се најде во групата на 50 најдобри наставници во светот, како дел од светскиот избор кој се организира 9-та година поред. Само тројца од нив биле од Балканот. Вели дека до ова престижна листа се доаѓа не така лесно. Бил номиниран од блиска личност, но поминал низ сложен процес на аплицирање и интервјуа. Самата апликација која што е во електронска форма содржи 10 прашања на англиски со лимитиран фонд на зборови, 10 опции за прикачување како докази и тука е можеби проблемот и тежината што да издвоиш, што да вклучиш, што да исклучиш. Оваа година имало повеќе од 5000 пријавени кандидати од 89 држави. Најдобрите 50, меѓу кои Иле, на почетокот на февруари во Дубај присуствуваа на финалето на глобалната награда за наставници која доделува фондацијата Варки од Англија, поддржани од образовната мрежа Games Education ЮНЕСКО, каде победникот доби награда од $1 милион. Оно што мене ме радува е што сите ние топ 50 финалисти веќе сме амбасадори на Варки фондацијата и нештата допрва започнуваат за нас. Патување по светот, вклучување во ред образовни промени како такви и ова големо семејство на амбасадори имаат клучната улога во создавање на позитивни промени во образованието секаде во светот. Го прашавме каде е македонското образование на светската мапа. Вели потребни се измени на образовниот систем со вклучување на социјалниот и економскиот аспект, како и инкорпорирање на светската технологија. Не сме на дното. Дека котираме високо не, но материјално од она што го видов, нашиот образовен систем, морам и да бидам искрен, стои прилично ниско. Од она што значи материјална вклученост во условите кои што се нудат во образованието, колку наставниците се подкрепени со сите, да речеме, наставни средства кои што им се потребни како такви. За жал ние уште по многу предмети немаме учебници. Сериозно треба да се работи. Веќе има понуди за учество во проекти на светско ниво, од каде сака искуствата кои што ќе ги стекне да ги пренесе и инкорпорира во македонскиот образовен систем. Дали ќе бидам повикан од страна на Министерството, да речеме како такво, дали ќе бара сугестии како такви, стојам на располагање во секое време. Македонија изобилува со квалитетни наставници, тоа не смеам да не го спомнам, кои што може да бидат двигатели на образовниот процес и измените во иднина. Она што најмногу му смета е партизацијата на општеството, која е присутна и во образованието. Во секое едно општество, во секоја една држава, политиката треба да се тргне од образованието. Ако сакаме да имаме квалитетно и стабилно образование. Михајловски, кој 30 години работи како оделенски наставник во основното училиште Кирил и Методи во Свети Николе, жали за деновите кога училниците биле полни со ученици. Мојата првата генерација беше 33 ученици, се зголеми до 35 истата, сега генерациите опаѓаат во моментов имав 20, сега се 17, што значи 3 се оцелија. И она што можеби за секој македонец кој што останал да живее тука, најболната точка. Дека младите не се мотивирани да останат овде, ја напуштаат државата, се оцелуваат голем број на семејства. Иле во 2019 година се стекна и со признанието за најдобар наставник во поранешна Југославија, позната и како хуманист, добротворец, организатор на бројни хумани мисии. Сака да биде пример за останатите колеги, сите заедно да бидат двигатели за подобро утре на македонското образование. Од Свети Николе за Гласот на Америка, Мики Трајковски.